Вака беше вчера во Атина, на светското првенство за боречки вештини. Македонската химна 4 пати беше интонирана благодарение на Академијата за боречки вештини за НЕДО. Тие со својот скромно мално успешен селекционен тим од 4 надпреварувачи во 7 категории освоија 4 светски шампионски медали, 1 светски вице-шампионски и 2 бронзени медали. За да се одбележи нивниот успех, синоќа беа пречекани од нивните семејства и пријатели на граничниот примен Меджитлија, а Тера телевизија беше на самото место да го овековечи моментот. Моменти на среќа и многу солзи радосници. Дијана Неделковска, Маја Кузманова, Андреј Иванов и Јован Марушевски се членовите кои Македонија гордо ја представуваа на тронот. Во која конкуренција бевме, како се интонираше македонска химна, како горделиво се истакна македонското знаме во сред Атина, како дечките сите ја пееа денес над Македонија се раѓа. Значи не можам да ви опишам. То мислам мора да се види, иначе јас себе благодарност прво до сите вас кои што не пречекавте овде. Пред се, најголемата благодарност имам до дечките што се до мене. Значи Маја со незини 12 години 2 златни медали. Андреј Иванов златна медалја и бронзена медалја. Јован Марушевски 1 сребрена и бронзена медалја. Тие беа и конкуренција во оружје. Веќе од 5 надпреварувачи се издвоја. И Дијана ја направи, значи стварно најтешката работа не дека ми е керка, него во конкуренција на грци успеа, знаете, свој терен, успеа да избега со толку многу поени, што не можеа ни ургенците од организаторот да ја потиснат, затоа што никој не доби толкави големи поени. Не знам, не можам да објаснам, не знам. Така, Дијана колку медали освои? Една ма вредна. Така, во која категорија? И тука Во има екстрена Дијана, самоодбрана. И тука има. Докажав дека својот труд од 25 години, целата работа се исплати. 2 Кои? Златни. Во која категорија? Самоодбрана и семиконтакт. Ти беше ли тешко? Малко. Не можам уште да обишам, не знам што направивме уште. Да искажам, немам. Чувството е неопишливо. Па самиот надпревар беше голем предизвик за сите нас. Меѓутоа тренирањето се исплати. Има и екипи што рад секој месец на надпревари, нас не беше прв пат на светско првенство. Задоволни сме со нашиот успех. Воедно на годишниот состанок на Светската асоциација на тренери за боречки вештини на мајсторот Златко Неделковски му беше доделен сертификат за големи достигнувања во областа на боречките вештини и официјално беше признаена неговата прва и уникатна целосно македонска боречка вештина Top Fighting System Effective Self-Defense. Јас сум премногу горд прво, затоа што демонстрирав македонската боречка вештина, тоа сите ја знаат овде, Top Fighting System, да види цел свет што значи наше. Значи не мора да се имитира. Знаев дека како домаќин и нарочно грците, кога разбере дека Дијана учествува, а сепак цела сала нате, сите 540 такмичари знаеа кој е Дијана. Јас се изненадив. Тие гледале на YouTube и сите вика пази, ова е опасна, да. Знаеа за нас, знаеа како академија, стекнавме многу пријатели, вистински пријатели. Најдовме човек од Скопје во Атина кој што дојде да ме посети. Значи, шеташе со насата мајца, не знам што да ви кажам. Значи, кога една Шпанија, кој што беше тамо со 80 надпреварувачи, една Украина со 110 надпреварувачи, дојде да не гушка, да ни дат огромна подршка, рече, вие сте мали, ама бегате со 110% медали. Значи, големи се успех. Па видете, ние сме 5 душеве, јас не се рачунам, пошто во нив е заслугата. Значи, 4 со 7 медали, значи повеќе од 110% е успехот, а овие двајцата се иднината наша. Пред повеќе од 30 години започна со работа кунг-фу клубот Битола од Битола, кој денес прирасна во Академија за боречки вештини. Признанијата на клубот се надалеко познати како во нашата земја, така и надвор од неа. Учесници на многу балкански, европски и светски надпревари ширум светот. Исто така учесници на многу телевизии, на многу манифестации, а за успехот на членовите, весниците со надписи за нивните успеси кажуваат се.